за нецели 2 години речиси 50% се повисоки капиталните инвестиции. Што се тие капитални инвестиции? Тоа се инвестиции во инфраструктурни проекти, тоа се инвестиции во регионални и локални патишта, во водоводи, во канализации, во училишта, во здравствени објекти, сето она што е значајно за животот на граѓаните. Значи, од една страна ја подобруваме инфраструктурата, создаваме подобри услови за граѓаните, но од друга страна им помагаме на градежните компании, но и на сите други компании од преку 25 други индустријски гранки кои што се поврзани кога е градежништвото активно, кога се градат работи, секогаш се вклучуваат и други индустрии, индустриите што го снабдуваат градежништвото, услужните сектори и сите други дејности со што обезбедивме и во вакви тешки времиња работа за илјадници македонски граѓани. Македонија е една од ретките држави, можеби единствена во Европа, што во овие 2-3 години има пораст на градежништвото. Во сите други, заради светската криза и европската должничка криза, градежништвото паѓа, трпи големи последици, но кај нас со овие мерки на владата и со големата финансиска поддршка што обезбедивме од буџетот, градежништвото остварува двоцифрени стапки на раст и тоа е двигателот на економскиот раст во овој период. Едно од предизборните ветувања на ВМРО ДПМН беше понатамошна уште зголемена поддршка на земјоделието. Имено добро ви е познато дека од оние 6 милиона евра годишни субвенции што ги даваше СДСМ за земјоделието, ВМРО ДПМН полека низ годините стигна до цифрата 100 милиони евра. За оваа година ветивме и пред неколку дена ја донесовме програмата со која што вкупно поддршката за земјоделието заедно со програмата за рурален развој ќе биде 130 милиони евра. Историски сето она што било ветено како субвенција, може би понекогаш со мало задоснување поради кризата, но секој оној кој што имал поднесено барање, соодветно на тоа било процесирано од платежната агенција, средствата му биле исплатени. И добро знаете сите оние што добили субвенции дека тие во континуитет растат. Сега сакам да ви кажам за некои од најновите елементи на оваа програма за субвенционирање на земјоделието. Земјоделието тука спаѓа и пољоделство, и сточарство, и лозарство, и овоштарство. Мислам дека тука дел од вас може да се пронајдат како корисници, но и да видите каде има зголемување. Имено оваа година прво да почнеме со пољоделските култури, значи кај пшеницата, кај јачменот, кај ржот и кај овесот, ќе има зголемување на субвенцијата од 8.500 на 9.000 денари по хектар. За сончогледот и оризот, сега нема тука премногу орис, но сончоглед знаат понекој пати нашите тука да наследат, да има дополнителна субвенција од 3.000 денари. Ако користите сертифициран семенски материјал, и тука навистина ви сакам за оние кои што се бават со, кои што садат житни култури, користите сертифициран семенски материјал, не само што има дополнителна субвенција од 3.000 денари, туку со тоа ќе се зголемат и приносите и некои политики понатаму ќе го стимулираме ова. Да знаете, значи тука има дополнителни 3.000 за семенски материјал и за прв пат оваа година за оние кои што произведуваат сточна храна, односно ако одведувате пченка, има дополнителна субвенција од 1.000 денари по хектар. Како градоначалник би сакал да кажам дека соработката меѓу општината, односно меѓу локалната самоуправа и владата на Република Македонија е на многу високо ниво. Ние како општина, јас како градоначалник општината на неколку пати сум кажал, ја затековме со огромни долгови од 650.000 евра, но сепак се обидуваме со помош на владата и со наша помош да надминеме некои работи и повторно да одиме напред, да развиваме некои проекти, да направиме нешто што можеме и општината да ја промовираме како добра, транспарентна општина и ние самите да се промовираме. Во таа цел би сакал да кажам дека општината Крија Паланка е прогласена за најтранспарентна општина на источниот и североисточниот регион и мислам дека тоа е едно признание кое е вредно и кое вреди да се каже, затоа што сите седници на Советот на општината се пренесуваат на локалната телевизија. Граѓаните може да бидат запознаени со сето она што го работиме ние. На веб страната на општината Крија Паланка се истакнати сите оние активности кои ги спроведува општината Крија Паланка. Добивме 3 милиона денари за изработка на генерален урбанистички план. После 35 години, значи, Крија Паланка
се изработува и е завршен генералниот урбанистички план и вие сите во најскоро време ќе имате можност да го видите, затоа што ќе биде истакнат на јавна презентација и секој ќе може да даде своји забелешки и своји мислења по однос на тоа. Издвоивме најпрви една сума од приближно 100 милиони евра за купување на нова опрема во здравството, апарати што никогаш ги немало во Република Македонија. Еден дел во Скопје на клиничкиот центар, друг дел по болниците и трет дел во другите јавни здравствени установи на секаде низ Македонија. Опремата во најголем дел веќе е стигната во Македонија и се вршат обуки на лекари, а за некои веќе се завршени и лекарите веќе ги користат. Од магнетни резонанси до компјутерски томографи, мамографи и друга опрема за која што во минатото или немаше ни едно парче или имаше само едно, па се чекаше со месеци кој ќе дојде на ред. Многу луѓе чекајки не дочекаа. Затоа сега набавивме во поголемите центри да има на повеќе места, да има на барем 4, 5 или 6 места, така што ваков контингент на медицинска опрема како што сега се набави, не е набавен вкупно во последните 20 години независност во Република Македонија. Започнавме реконструкција на здравствените објекти пред околу една година, дел по дел, прва фаза, негде крајот на оваа година ќе започне втора фаза, па потоа трета фаза, до некаде 2014 треба да се реконструираат сите здравствени објекти во Македонија кои што се во лоша состојба. И ова е исто така доста високобуџетен проект, кој што ќе изнесува приближно 95 до 100 милиони евра. Така што, само за опрема и за реконструкција на дотраените објекти на болниците, клиниките, јавните здравствени установи, вложуваме околу 200 милиони евра. Следниот чекор е да се завршат обуките за лекарите, бидејќи не е само опрема да набавите. Ако има магнетна резонанса, а не знае да ја чита лекарот, или компјутерска слика, а не му јасна работата, тогаш џабе сме ги потрошиле парите. Затоа сега Министерството за здравство веќе спроведува обука, делумно во околните држави, за нешта што кај нас ги нема, а кај нив ги има, делумно во државите на Европската Унија, на познати клиники, испраќаме лекари, престојуваат таму кој колку е потребно, некои 2 недели, некои 2 месеци, некои 6 месеци, зависно од природата на тоа што треба да го научи, и да се вратат тука да можат понатаму да продолжат до максимум да ги користат ова опрема. Третата, може би најважна работа, е нешто за што ви зборував минатиот пат, кога бев тука, дека го планираме и дека е многу важно. Сега тоа од јануари почнавме да го спроведуваме. А тоа е плаќањето по учинок на лекарите. Како што знаете, има лекари кои што навистина добро се извршуваат работата, коректни се со пациентите, стручни, ги следат меѓународните новини што доаѓаат, технологии и други методи на лечење, но има и некои што не толку многу се залагаат околу пациентите и сметаат дека ако завршили медицински факултет нема што натаму да читат и да учат и да гледаат што се случува во светот. Затоа ќе се согласите, не е коректно и едната група и другата да земаат иста плата. По таа причина, тргнувајќи од јануари оваа година, по долги и темелни подготовки, започнавме плаќање по учинок во поголем дел од јавните здравствени установи, а планираме негде до март-април сите да почнат, така да некаде летото или втората половина на оваа година веќе ќе можеме да ги имаме првите ефекти за првите неколку месеци. Ова предвидува лекарите да имаат 70% фиксна плата и 30% варијабилна од тоа колку во една болница, кој лекар прегледал, интервенирал и така натаму, и добива бодови. И според бодовите на крајот на месецот се прави ранг листа и едни земаат тие што се на врвот на табелата нешто повеќе од 100%, може би до 130 да стигнат, а други нешто помалку од 100% и може да стигнат до 70%. Згора на ова, воведовме уште едно правило, кое што сега е во парламентот во расправа,
и кое што ќе почне да се применува како ќе го изгласа парламентот, а тоа е не само што тие најспособните и најработливи доктори, не само што ќе земат 10, 20 или 30% поголема плата во месецот, туку тројцата највисоко рангирани според оствареното во тој месец до петорица, зависи од големината на болницата, кај малите болници тројца, кај средните четворица, кај најголемите 5, ќе земат дупла плата. Значи 20-30% плюс уште една плата. И тоа е одличен стимул да се и мотивација, да се зголеми интересот кај лекарите да привлечат кај нив пациент. Тие да го третираат, да бидат пољубезни со него, да остават добар впечаток, стручно да настапат, да не ја сгрешат диагнозата или лечењето, за добриот глас да се расшири за нив, да ги бара не само тој пациент, туку и други кои ќе се разболат, да се збори дека кај тој е добро и дека тој добро ја врши работата. Така што тоа е добро за сите вас и за сите нас што сме пациенти. Продолжуваме исто така и со многуте проекти што ги имаме во секторот образование. Таму, освен оние што ги знаете, што воведовме задолжително, но и бесплатно средно образование, воведовме некои нови предмети, кои што на младите генерации треба да им дадат нови визии, како што е предприемништво, информатичко општество, етика, понатаму етика во религиите, кој што е еден вид замена за веронаука, кој што е укинат од Уставниот суд. Така што продолживме со намалување на партиципациите на студентите на 200 евра максимум, преходно одеа 600, 800, дури на некои факултети и до 1000 евра. Сега се 200 евра за отприлика 2/3, оние кои што ќе се запишат во државна квота, и 400 евра за оние кои што ќе се запишат во кофинансирање, а тоа се оние што на табелата ќе бидат пониско според резултатите. Така што образованието го направивме многу подостапно за студентите. Отворивме многу факултети, дисперзирани студии. За оваа година во Крива Паланка планираме и нови дисперзирани студии. Минатиот пат имавме еден обид кој што не беше многу успешен, но сега се надеваме дека со нови студии ќе го привлечеме вниманието на младите во Крива Паланка. Тоа сам за тоа повеќе да зборува министерот Калев. Така што продолжуваме со многу проекти во делот на образованието, за да им помогнеме на младите луѓе да се стекнат со што повеќе знаење, не само со диплома. Наскоро ќе почне оваа година и проектот за екстерна евалуација во основните, односно средните училишта, со кој што ќе се проверува знаењето на учениците, односно оценката што е дал наставникот за знаењето на еден ученик. Оценката нема да му биде промената, меѓутоа доколку наставникот дал несоодветна оценка, тогаш тој ќе има репрекусии, доколку дал соодветна оценка, тогаш тој ќе биде награден. Така што целта е да се мотивираат наставниците, да бараат од учениците, од децата, да научат нешто. Оти ако се научат во овие години, без учење, без мака, без труд, да доаѓаат до високи резултати, тоа низ животот ќе им се удри во глава. Тоа е лоша навика од мали нозе, да сите добиваат петки, а најголемиот дел научиле многу малку. Така што, за да го спречиме тој тренд, кој што се појави во текот на транзицијата, воведуваме екстерно оценување, односно проверка на оценките што ги дале наставниците. Иво Ивановски кажа за мерките кои што ги планираме во делот на администрација. Тука клучни два проекти се интероперабилност, за кој што тој го говореше, а тоа е она поврзување на државните институции електронски, за да не мора да се оди од шалтер на шалтер. И вториот клучен, кој што не го спомна, е тоа што веќе тој е воведен. Кон крајот на минатата и оваа година, веќе променивме над 100 закони, за да овозможиме да има за секое барање до одредена институција, за лиценци, за решенија, за дозволи или за се што издаваат министерствата и другите државни институции, да има рок во кој што мора да им се одговори на луѓето или на фирмите. Бидејќи знаеме од минатото дека ќе поднесете барање за нешто, те ви одговараат со месеци. Сега се става рок за секое барање, но се става и висока казна
за службеникот кој што го примил предметот, за раководното лице кое што го раководи секторот и за раководителот на институцијата, независно дали е тој директор или е министар. Кои се казните? Казните се, откако управната инспекција ќе утврди дека се доси, најчесто роковите се или 15 дена или 30 дена, во екстремни случаи кај што се посложени постапки до 60 дена. Доколку тој период помине и барателот пријави во управната инспекција, внимавајте, во управната инспекција, таа врши увид и започнува една постапка која што, ако се следи добро, ќе ги принуди многу брзо службениците и нивните претпоставени да ја завршат работата за лицето кое што поднело барање. Доколку не ја завршат, како што претпоставувам и се чуле, казната за службеникот е од 1500 до 3000 евра, за раководителот на сектор од 3000 до 6000 евра, а за директорот или министерот малку поголема, меѓу 7,5 и 15,000 евра. Ако им се исплати да и понатаму држат во фиока и да монтетираат луѓе, нека повелат, нека извадат пари од джеп, нека платат, па нека видат како изгледа. Ова не го правиме со цел, не знам, да некому нешто му наштети. Го правиме со цел не само на овие сега раководители на сектори, туку и во иднина. Сите ние во политиката сме менливи, минливи, ќе доаѓаат и нови генерации, нови луѓе, да се стави ред и да се знае кога некој поднел барање, треба да добие одговор. Тој одговор може да е позитивен, може да е негативен, треба да има образложение зашто е негативен, да може да се жали странката, но да го добие одговор. Кај нас главен проблем беше да се добие одговор. Нема одговор. Со месеци, за многу работа. Така што, тоа е првата казна. Ако и после тоа се најде некој тврд и вика не е оставало одговор, добро, и за тоа е предвидено решение во законот, тогаш следува кривична постапка со предвидена казна затвор од минимум 6 месеци до максимум 2, односно во одредени случаи 3 години затвор за сите во оваа хиерархија. Од службеникот, преку раководителот на сектор, до раководителот на институцијата, односно или директор, или министар. Следната работа што сакам да ви ја кажам е дека и покрај тоа што сме доста критикувани за суството како држава, не од сега, од секогаш, таму направивме крупни чекови кои што очекувам ова и особено следната година да дојдат до израз. 3 до 4 закони што ги донесовме веќе се клучни. Меѓутоа тие стапуваат на сила постепено. Дел стапија во 2011, дел стапија сега на 1 јануари 2012, а дел некаде во 2013, дури некој до јуни 2013. Првиот закон е Законот за парнична постапка, кој што стапи минатата есен на сила и кој што предвидува рокови за судијата за се. Значи, откако ќе му дојде тужбата, има рок за се. Не може да ја стави тужбата во фиока и тоа да помине неказнето, да ги не санкционирано. Тоа во минатото го немаше. Беше оставено на волја на судијата, кој ќе го добие предметот, може да размислува со месеци, со години, како да го одлучи предметот. Сега веќе не. Сега веќе, ако не реагира во рок од 8 месеци, тогаш судскиот совет е должен да му испрати комисија, составена од неколку члена на судскиот совет, да истражи зошто го надмашил периодот од 8 месеци. Доколку најдат дека од објективни причини, ќе му дадат нов рок, веројатно многу краток. Доколку најдат дека од субјективни причини, ќе го постават на дневен ред и може да дојде до разрешување на тој судија. Доколку председателот на судот не го извести судскиот совет дека некој судија чува предмет подолго од 8 месеци, може да биде разрешен председателот на судот. Воведовме во иднина не секој да може да биде судија или обвинител. Тој мора да биде лице со висок капацитет, бидејќи одлучува за судбините на многу луѓе. До сега, да речеме, обвинител или судија можеше да биде секој што заврши правен факултет. Со знаење, без знаење, буткај. Сега, за да се запише некој за да биде судија, освен правен факултет, мора да заврши магистратура, да има просек и на факултетот
на додипломски и на магистратура најмалку 8. Второ, мора да знае англиски, ама тоа не да го докаже со диплома од братовчет му или чичко му што има школа за англиски или некој пријател, туку со меѓународна диплома, како TOEFL и други, наведени се во законот 5 можности, 5 меѓународни дипломи, таму нема тато, мама, се знаеме и слично, или подпатување, или знаеш или не знаеш. Че мора да знае англиски, за да може да патува и да гледа како ни светот се работи во судови. Не може да биде изолиран, да седи во Македонија и да мисли дека тоа е центарот на светот и тоа што го правиме тука, така треба и секаде да се прави. Че мора да знае добро англиски, да комуницира со други судии ни светот, да чита стручна литература, да прати што е најново ни светот во неговата област. Трето, мора да положи стручен испит за да се запише. Значи, теоретски може да бил на некој слаб факултет и брзо да ги заврши и студиите и постдипломските, од има сега и факултети што полесно се поминува. Плаќаат таму и полесно се поминува. Сега, за да се запише на академија, ќе полага стручен испит, за да му го провера знаењето од факултетот и од постдипломските студии. Следно мора да полага психолошки тест. Тоа го немаше на сега. Сега, каков е, ќе ви стане студија, па вие мислите. Не, сега треба да имаме дали се работи за психолошки стабилна личност. Личност што одлучува да судбините на многу луѓе или фирми и така натаму. Семејства. И последно треба да полага тест за интегритет. Тоа го има во Америка. Го има и во други држави. Да видиме дали станува збор за лице кое што има интегритет. Се полага тест за тоа, има и писмен дел, има и распрашување за кандидатот од страна на судскиот совет, кој е човекот и што прави во минатото. Не може некој бандит да бил цел живот и одеднаш ќе заврши некоја школа, ајде ќе биде судија. Ако тој цел живот правил негативни работи, преку распрашувањето ќе се види кој бил, што бил и ќе се даде позитивна или негативна оценка за него да стане, да влезе воопшто на академијата. После 2 години, откако ќе влезе, 2 години трае академијата, потоа треба, а за да се запише на академијата има уште еден услов. Мора, откако ќе заврши постдипломски, факултет и постдипломски, мора 2 години да работи во пракса, за да не му е судската работа прва. Да проба во правник, во банка, во фирма или било каде, значи да осети како изгледа од другата страна, во реалниот сектор, да рече. Па после да оди да суди, а не видел фирма како се работи, кои проблеми ги има, не видел ништо друго, директно суди. Сега, кога ќе ги исполни сите овие услови, се запишува на академија, завршува, да речеме, за 2 години, потоа може да стане судија, но само во основен суд. Не може одма во апелација или во врхов. Во основен мора да биде најмалку 4 години, за да има шанса да се квалификува за апелација. А пак во апелација мора да биде уште најмалку 6 години, за да има шанса да се квалификува за врхов.